Колку пријави од потрошувачите добивате? Значи, во текот на 2012 година имавме 195 пријави поднесени од страна на потрошувачи од различити области на надлежностите кои ги покрива Агенцијата за храна и ветеринарство. Преставките се поднесуваат усмено, писмено и електронски. Тоа е регулирано со закон. Значи анонимни, неанонимни, значи доколку се работи за неанонимна преставка, значи кога се представува подносилот на преставката, ние сме должни во рок од 15 дена да му одговориме во писмена форма за наодите од направената контрола, односно дали било соодветно или не била соодветна преставката. Значи од овие 195 преставки, значи нашите резултати покажаа дека 128, односно 66% се биле основани, значи поднесени од страна на потрошувачите. Повеќето од преставките се за хигиенските мерки кои што се применуваат во објектите, значи добрите хигиенски пракси, ХАСА принципите, контролите или контролните системи во самите објекти. Понатаму имаме доста реакција од потрошувачите за производи со поминат рок на употреба кои што се наоѓаат на тезгите. Понатаму имаме во однос на квалитетот приметби за белешки, значи еден сет од околу 17 точки во кои што сме имале како категоризирани преставки, на сите сме одговориле, значи на сите се излезени, од сите 66%, значи кај што им сме имале основани се изрешени мерки, повеќе кои што ни стојат на располагање како затварање на објект, уништување на одреден производ и изрекување на парични казни. На што најчесто се жалат потрошувачите? Значи на спроведувањето на хигиенските мерки, значи на самата хигиена во објектите, посебно каде што се служи храната, понатаму на производи со поминат рок, во делот на содржина на контаминенти, да речеме влијанието на околината, да речеме на одреден производствен капацитет во смисла на изовни гасови, нели имаме и такви ситуации, понатаму сомнеж за струење, сме имале доста преставки во делот на благосостојбата кај животните, здравствената заштита на животните, значи еден цел сет на приметби. Дали граѓаните јадат безбедна храна? Значи, храната е безбедна. Дефинитивно, доколку одредена храна поминува од одредени системи на контрола на надлежната институција, јас ви тврдам дека се работи за безбедна храна. Доколку одреден производ се наоѓа надвор од системите, а може да се најде, тука ние не можеме да потврдиме дека таа храна е безбедна, самата чинjenica дека е поминат низ еден систем кој што не е контролиран. Тука апелирам и користам ова можност, значи потрошувачите во такви случаи, значи задолжително да не известат, значи пак повторувам, може да биде анонимна, апсолутно, значи не е ништо спорно, ние мораме да реагираме и реагираме согласно законот. Имате ли анализи за квалитетот на храната? Значи, во делот на контролните системи, ако сакате да ви кажем, значи постои производство и увоз, значи два сегмента да кажеме. Производството, значи во зависност од типот на производството имаме производи кои што се произведуваат во регистрирани објекти и производи кои што се произведуваат во одобрени објекти. Значи, во зависност од типот на производот, тоа самата чинjenica дека самиот факт дека одреден објект е одобрен или регистриран од страна на агенцијата, тоа значи дека влегува во корпус на планираните контроли и активности од страна на институцијата. И во исто време, значи, самиот објект мора да спроведува одредени мерки во самиот објект со цел да го гарантира безбедноста и квалитетот на самиот производ што го произведува. Дали инспекцијските служби вршат редовни контроли? Значи, ние ги пропишуваме правилата, ги регистрираме, ги контролираме согласно планот. Тоа се редовните контроли. Покрај тоа имаме вонредни контроли кои имаме одредена индикација од пазарот или одредена информација. Понатаму имаме мониторинг програми кои што се таргетирани за наблюдување на одреден производ со цел наоѓање на присуство на одредени производи кои што се забранети во самиот производ. Во делот на увозот, значи нема шанси ни една пратка која што доаѓа од увоз да помине без извршен преглед од страна на граничната инспекција на самите гранични премини. И таа контрола се состои од повеќе слојна, значи имате документарен преглед, понатаму идентификација на самата пратка и понатаму физички преглед на пратката кој што во себе подразбира земање на мостра. Ни една земја, ни еден систем не зема 100% мостри.
Значи тоа мора да го расчистиме затоа што ако одиме по логика дека вие имате објект кој што е одобрен од институција, кој што има хасап систем воведен, кој што во рамките на таа добри производствени пракси предвидел одреден број на мостри кои што треба да ги испитуваат и тие ги спроведуваат. Значи вие немате воопшто причина да го повторувате, само го обременувате, значи целата таа трговија и веќе влегувате во доменот на воведување на нетарифни бариери кои што се недозволиви во рамките на Светската трговска организација, кои што сме ние потписник како држава и воопшто не се препорачени согласно санитарните и фитосанитарните мерки, исто така кои што се дел на Светската трговска организација. Тие санитарни и фитосанитарни мерки се базираат на стандарди од меѓународно признаени институции кои што се занимаваат со охраната и здравјето на животните, како што е ОИЕ, како што е Кодекс Алиментариус, како што е ЕФСА. Значи тоа се релевантни институции кои што имаат доволно капацитети, кои што воспоставуваат стандарди во светски рамки и тоа се стандарди со кои што секоја земја си има право да си коментира, да си даде своји предлози, да си дава своји стандарди доколку има некој специфичен производ и тоа се стандарди што сите ние како земји мораме да ги прифатиме. Што треба да се подобри за да имаме квалитетна заштита на потрошувачите? Дефинитивно никогаш контролите покажуваат дека не се доволни затоа што инцидентите се возможни, тој ризик, значи не постои служба, не постои држава која што ќе ви каже дека 100% може да го исклучи ризикот секогаш постои, бидејќи тоа се огромни количини на производство од огромни точки, голем број на точки кои што може да влијаат во одреден сегмент на безбедноста или на квалитетот на производот, не сакајки или сакајки. И тој ризик секогаш постои. Затоа имате системски механизми кои што ги финансира државата сама со цел следење во одреден сегмент на анализата на ризик. Дефинитивно, значи ние сме во фаза на изградба на тие капацитети кои што ќе го прават специфичната анализа на ризикот и кои што ќе го детектираат, да речеме, конкретниот ризик од конкретен вид на производ. Значи, случајот, да речеме, со афлатоксинот или случајот, не знам, со конското месо, значи, врз основа на одредени показатели, одредени движења, да се прави одредена анализа на ризик и врз основа на тоа да се спроведат засилени контроли и таргетирани во одреден сегмент за да се открие нешто што не би требало да постои.